Ако се укине субвенцијата, цените на храната повторно ќе почне да расте, најавија стопанствениците откако министерот Бектеши соопшти дека на владина седница ќе предложи целосно укинување на оваа мерка и за оние фирми кои го почитувале договорот и ги поевтиниле производите. Од Сојузот на стопански комори денес побараа итна средба со министерот и шанса да го кажат нивниот став. Оние компании кои согласно договорот не ги намалија цените, тие фирми да се префрлат на слободен пазар и да се укине за нив, но за оние кои ја почитувале не треба да им се укине. Секоја компанија ќе направи анализа. Не би преюдицирал, но може да се случи зголемување на цените. Вели Горан Ѓоргиевски, подпредседател на Сојузот на стопански комори. Ваква можност најавија и од мелничко-пекарската индустрија. Ако се случи, значи, на некоја компанија или воопшто се укинат овие субвенции на компаниите, значи комплет, тогаш нормално дека компаниите треба да ги коригираат значи цените, значи за зголемениот трошок на електричната енергија. Тоа во превод би значило значи за делот кај што е сега намалено за електричната енергија, кога ќе се вратиле на отворен пазар, ќе коригираат во однос на зголемениот трошок на електричната енергија колку ќе им биде, нели, во иднина. Цените се менуваат дневно на отворен пазар. На барање за укинување на субвенционираната струја, министерот за економија се одлучи откако и по 3 месеци користење на субвенционирана струја, очекуваното намалување на цените изостана. Инаку пресметки за тоа колку пари досега се потрошени за оваа мерка, ЕСМ се уште нема направено. Велат дека таква анализа била многу тешка, но уверуваат дека нивните служби веќе работат на пресметките. Во декември и јануари субвенционирана струја користеле над 240 фирми од прехранбениот сектор.